Учениците и студентите во текот на јули и август ќе можат да купат маркичка за слободна карта по цена од 620 денари. За овие 2 месеца важи сезонската карта за ученичко-студентските претплатни билети, а продажбата на маркичките почнува денеска во сите билетарници на ЈСП. Ова е веста на денот, а во продолжение следуваат и останатите содржини во урбаните вести. За проценка на штети од елементарни непогоди во општина Газибаба. Одбележан 57-миот роден ден на трагично загинатиот председател на Република Македонија Борис Трајковски. И на вториот ден од првиот уписен рок најбарани се гимназиските, економските и медицинските струки. Од утре започнува фестивал на француски филм. Денеска во општина Газибаба се одржа итна седница на Комисијата за проценка на штети од елементарни непогоди во општината, на чело со градоначалникот Тони Трајковски, на која беа утврдени понатамошните чекори со кои треба да се справат граѓаните и општината, кои беа погодени од силното невреме проследено со град изминатиот викенд, кој донесе големи материјални штети на земјоделците и на објектите во кои живеат граѓаните на неколку населени места. До сега се пристигнати околу 400 барања од настанатата штета од невремето, а рокот за пријавување е 15 дена. Томислав Атанасовски. Итна седница на Комисијата за проценка на штети од елементарни непогоди на општина Газибаба денеска се одржа во кабинетот на градоначалникот Тони Трајковски. Истата е свикана поради силното невреме проследено со град, што се случи изминатиот викенд на територија на општина Газибаба, која донесе големи материјални штети на земјоделците и на објектите во кои живеат граѓаните на неколку населени места. Најпогодени беа населените места Смилковци, Црешево, Сраченци и Стајковци, дел од општина Ченто и населеното место Виниче, каде најпогодени беа земјоделците и нивните посеви. Настрадаа и објекти низ општина Газибаба, зграда на која кровот беше отстранет од силниот ветер со површина од 300 метри квадратни, опожарена беше една куќа во Стајковци, а поплавени беа неколку куќи во Ченто. Денеска во општина Газибаба се одржа итна седница која беше одржана како резултат на невремето кое што беше во текот на минатата недела, односно крајот на минатата недела. На денешната итна седница беше формирана комисија која што започнува од утре да работи на терен. Има обврска да сите барања кои што во меѓувреме ги примаме од граѓаните, за секој од тие барања излезе на терен и да направи проценка на штета. Упатувам апел до жителите од општина Газибаба кои што имаат некоја штета, односно кои што невремето им направи некоја штета, дали е тоа на земјоделските култури или на дел од објектите, да пополнат барање кои што може да го најдат на веб страната на општина Газибаба, кај секретарите во местните заедници или на едношалтерскиот систем во општина Газибаба. И врз основа на тоа барање комисијата ќе излезе на терен и ќе направи проценка на штета. Потоа ќе се изготви елаборат кој што ќе биде усвоен од страна на Советот на општина Газибаба и тој елаборат ќе се достави до комисијата која што е формирана од страна на владата. Комисијата со работа започнува од утре, а надлежните упатуваат апел до сите граѓани кои имаат штета од невремето истата да ја пријават во општина Газибаба на едношалтерскиот систем, местните заедници преку пополнување на барање до Комисијата за проценка на штети од елементарни непогоди на општина Газибаба. До сега се пристигнати околу 400 барања, а рокот за пријавување е 15 дена. Во наредните неколку дена комисијата ќе излезе на терен и ќе се процени направената штета како на земјоделските посеви, така и на сите објекти кои настрадаа во невремето, за да може општината преку владата да ги обештети граѓаните. Со положување свежо цвеќе, разлетани 57 гулаби и читање на поетски авторски творби посветени на Борис Трајковски, 8 година поред општина Бутел ја одржа манифестацијата Спомени за Борис Трајковски, со која се одбележа неговиот 57-ми роден ден.
Општина Бутел традиционално 8 година поред ја одржа манифестацијата Спомени за Борис Трајковски, со која се одбележаа 57 години од раѓањето на трагично загинатиот председател на Република Македонија Борис Трајковски. Одбележувањето започна со положување на свежот цвеќе од страна на градоначалникот на општина Бутел Петре Латиновски, големиот почитувач и пријател на председателот господинот Исмет Рамадани, членови на семејството и фондацијата во алејата на великаните на градските гробишта Бутел. Веднаш потоа беа разлетени 57 гулаби во чест на 57-та години на председателот. Традиционално по повод 57-миот роден ден на трагично починатиот председател Борис Трајковски, по 8 пат општината Бутел ја организира манифестацијата Спомени за Борис Трајковски. Ова манифестација е тесно поврзана и со денот на општината Бутел, 1 јули, и мислам дека дел од програмата е токму програмата за Спомени за Борис Трајковски. Во рамки на манифестацијата во просториите на општина Бутел се одржа и пригодна свеченост на која беа прочитани поетски авторски творби на ученици од основните училишта посветени на председателот и на Македонија. Со свој омаш од спомени на манифестацијата настапи и господинот Исмет Рамадани. Како негов близок соработник, сакав да учествувам активно, во исто време да го славиме и неговиот 57-ми роден ден, што во исто време и жалиме за неговата трагична смрт, што не е денеска меѓу нас, но како и да е, ние ќе се подсетиме секогаш за неговата човечка доблест, за човек кој јас би кажал дека беше голем председател на една мала и посакувана држава како што е Република Македонија. Општина Бутел ќе продолжи во иднина да ја негова манифестацијата Спомени за Борис Трајковски, со која се одбележува родинденот на трагично загинатиот председател на Република Македонија Борис Трајковски. Градоначалникот на град Скопје Коца Трајановски во Европскиот парламент во Брисел деновиве учествуваше на подпишувањето на повелба на градоначалниците на градовите и општините низ Европа за одржлива енергетска ефикасност. Трајановски ја потпиша повелбата заедно со уште 600 други градоначалници со која сите се обврзаа дека до 2020 година ќе работат на намалување на емисијата на штетни гасови во светот за 20%. Според Трајановски, град Скопје веќе работи во насока на исполнување на овие барања, па досега се заменети уличните осветлувања од живи ниво на триумови и се работи на менување на погонското гориво во неколку училишта. А се прави план во сите училишта во градот да се воведе загревање на газ, со што за година и пол ќе се врати целата инвестиција. Тој додава и дека за Скопје е значајно што се набавени нови автобуси, со што е обновен целокупниот возен парк, со што се придонесе градот да има помала емисија на јаглерод диоксид во воздухот. Со проширувањето на булеварите и засадувањето на голем број зеленила, градот Скопје практично го зголеми формирањето зелени бранови, ја зголеми проточноста на возилата по сообраќајниците во градот, со што значително влијае на намалувањето на емисијата на јаглерод диоксид во воздухот. Идниот месец ќе започне првата фаза од проектот наречен Центар за управување и контрола на сообраќај, кој треба да биде комплетиран до крајот на годината, со што најголем дел од крстосниците ќе бидат управувани од еден мониторинг центар и ќе има адаптивна контрола на секој од семафорите, бројачи на автомобилите кои во зависност од бројот на возила во одредена насока адаптивно ќе се продолжува зеленото време, со што ќе се намали емисијата на јаглерод диоксид во воздухот, потенцираше градоначалникот на град Скопје. За упис во средно училиште и вториот ден од првиот уписен рок помина добро. Осмооделенците и денеска своите документи ги доставуваа во училиштата, и тоа најбарани се гимназиските, економските и медицинските струки. На задоволително ниво е и уписот на ученици во електротехничкото училиште на град Скопје Михајло Пупин, каде што бројот на пријавени ученици за оваа година е поголем за разлика од минатата година. Андријана Димитриевска. И вториот ден од првиот уписен рок за во средно образование помина добро. За упис во средно образование за учебната 2013-2014 година обезбедени се вкупно 34.971 место. Од посочените места 22.694 се за стручно образование,
11.597 во гимназиско, 408 во уметничко образование и 272 ученички места во спортската гимназија. Според јазикот на кој ќе се изведува наставата, 24.029 места се за ученици на македонски наставен јазик, 10.092 места на албански јазик, за турски јазик 816, а 34 места за учениците кои ја следат наставата на српски јазик. Економските, гимназиските, медицинските струки и оваа година се најинтересни за младите. Своите документи повеќето 8 оделенци ги доставија токму до овие училишта. Директорите на другите стручни средни училишта велат дека се задоволни ако успеат да ги задржат бројките од минатите години, иако и тие не се на задоволително ниво. Во електротехничкото училиште на град Скопје Михајло Пупин, директорот Ефтим Пејовски е задоволен од тоа како се одвиваше уписот во ова училиште. Тој вели дека бројот на пријавени ученици оваа година е поголем за разлика од минатата година, но специфика е пријавувањето во 3-годишното образование, кој останува исто како и минатата година, што значи за образовните профили електроинсталатер и електромонтер досега се пријавени 11 ученици. Според објавениот конкурс, додаде Пејовски, слободни места за запишување во ова стручно училиште има 544, а досега се пријавени 145 ученика. Интересот за упис во ова училиште, во Средното електротехничко училиште на град Скопје, за учебната 2013 и 2014 е поголем во споредба со минатата година. Тоа е еден факт кој што нас ни дава надеж дека едноставно она што се случува на пазарот на трудот, потребата за кадри од ова струка веќе се одразува и врз уписот на и заинтересираноста на учениците за нашето училиште. Првото пријавување и запишување на учениците во јунскиот рок беше вчера и денеска, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени на 26 јуни. Во Скопје и Охрид во период од 27 до 30 јуни ќе се прикажат 10 долгометражни и 3 кратки филма од најновата француска кинематографија. А фестивалот на француски филм ќе понуди можност за соработка помеѓу македонските филмски работници и француската филмска продукција. Прилог на Елизавета Дамјановска. Шестиот фестивал на француски филм утре вечер ќе биде отворен во киното Cineplex во Скопје со комедијата Ками повторува од 2012 година на режисерката Ноеми Лвовски, која заедно со сценаристката на филмот Флоренс Сейвос ќе бидат гости на свечиното отворање. Фестивалот прв пат годинава се отвара во Скопје, каде што на 27 јуни ќе бидат прикажани уште 2 филма, Збогом Берта и Алсет на велосипед, а од 28 до 30 јуни ќе се присели на својата стандардна локација Охрид во Центарот за култура Григор Прличев. Годинава на фестивалот ќе бидат прикажани 10 долгометражни и 3 кратки филма од најновата француска кинематографија. Фестивалските денови ќе ги затвори политичката драма Последната изборна кампања на режисерот Бернар Стора, кој ќе биде присутен на фестивалот. Селектор на годинашното издание е Жан-Мишел Фродон, поранешен главен уредник на Каје ди Синема. Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска истакна дека во изминатите 6 години фестивалот на францускиот филм станал миленик на македонската публика. Етаблирана манифестација во која, како што рече, со нескриена возбуда уживаат и најприбирливите познавачи на филмската уметност. Во изминатите 6 години фестивалот на францускиот филм стана миленик на македонската публика. Етаблирана синеестичка манифестација во која со нескриена возбуда уживаат и прибирливите познавачи на филмската уметност. Многу млади луѓе, наши идни филмски работници, се образуваат и се здобиваат со непроценливи искуства токму од француската кинематографија. Затоа Министерството за култура беше и ќе биде во иднина сигурен и посветен партнер на францускиот филмски фестивал, кој е од особено значење за македонската кинематографија и е можност да се зацврста темелите на идната соработка меѓу францускиот и македонскиот филм. Да се отворат можности за размена на уметници, продуценти, режисери, размена на искуства со земја која представува лидер во европската кинематографија.
Амбасадорката на Франција Лорен Суер на пресконференција истакна дека овој фестивал е најголемиот француски културен настан во Македонија и се надева дека ќе биде фестивал на задоволството, а истиот ќе понуди и можност за соработка помеѓу македонските филмски работници и француските продукции. Оер додаде и дека францускиот фонд за поддршка на светската кинематографија, кој постои 2 години, е отворен за поддршка на млади творци од Македонија. Господјо министер, како што и сами најавивте, овој фестивал е малку поинаку концепиран ова година, односно програмата ќе биде пилотирана на малку поинаков начин. Значи, ние оваа година ќе започнеме со 2 дена во Скопје, а потоа одиме во Охрид во рамките на една програма за која што се надам дека почитувана публика ќе најдете во нејзе големо задоволство, затоа што тоа е една нова продукција, тоа е една свежа продукција и тоа е една продукција за која што се надевам дека понатаму ќе биде прикажана во комерцијалната мрежа, односно публиката ќе има прилика и понатаму да ја гледа. Фестивалот на францускиот филм го организираат Францускиот институт во Скопје со поддршка на Министерството за култура и градот Охрид и од регионот на Долна Нормандија, со кој неколку години Македонија има постојана соработка. Во посебен термин на фестивалот во петок во Охрид ќе биде прикажана програмата Фокус на аудиовизуелното творештво на регионот Долна Нормандија. Во рамки на фестивалот утре попладне на Универзитетот Исра ќе има и предавање од Натали Стеев од Францускиот институт во Париз на тема поддршка на светскиот филм. Првата група од 320 деца од повеќе градови од Македонија денеска заминаа на бесплатен одмор и рекреација. 120 деца ќе летуваат во одморалиштето Мајски цвет во Струга, а 200 деца на Пелистер. На секој 7 дена ќе се испраќаат нови групи деца, со што вкупно ќе летуваат 2000 деца. Дечињата се од семејства од социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за 2013 година. Проектот опфаќа повеќе активности, воспитно-образовни, спортско-рекреативни и културно-забавни, кои на децата ќе им ги исполнат деновите. Во зимскиот период е планирано на одмор да заминат уште 1000 деца. Црвениот крст на Република Македонија втор пат се вклучува во овој проект на владата на Република Македонија. Оваа година одморот ќе го организираат 60 волонтери во текот на овие 2 месеца. Ќе бидат вклучени волонтери од 15 општински организации на Црвениот крст широм државата. Волонтерите поминаа одредена обука и подготвени се да го организираат слободното време на децата кои ќе ги поминуваат годишните одмори во одморалиштата. Пеп Гвардиола и официјално беше представен како нов тренер на Бајер Минхен. Ова е само една од спортските информации кои следуваат во спорт и околу спортот веднаш по рекламите.